Добро дојдовте назад во утринската програма на Телма. Никола Тодоровски, професионален актер во Охридскиот народен театар. Познат стендап комичар, кој зад себе има реализирано бројни успешни настапи во Македонија, на Балканот, во Европа и во светот. Член на првиот клуб за стендап комедија на Балканот, добитник на престижната награда најдобар машки стендап комичар за 2013 година. Пред неколку години во полуфинале во Хелсинки, во 2016 поточно, на надпреварувањето за Most Funniest Person, односно најзабавната или најсмешна личност на светот, загуби од еден малезиец, доволно како најава. Никола Тодоровски, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдов, фала ви за поканата. Како сте утрово? Супер, пред малку нели зборувавме во своите настапи, се шегував околу утринската програма и колку е потребно ентузијазам човек да има, посебно за водителот, водителката, за да е секој утро свеж нели пред камерите, и еве на некој начин ме стигна шегата, на крајот излезе на моја сметка, гостувам во утринска. Што друго треба освен ентузијазам за да се биде водител на утринска програма? Што е она од смешната страна, како стендап комичар? Мислам дека луѓето кои што водат утринска програма треба да добијат бенефициран стаж, зашто секој понеделник да им соопштиш на граѓаните нели на гледачите колку понеделник ни треба малку повеќе енергија, нели, малку повеќе ентузијазам и концентрација да ја почнеме неделата, мислам дека заслужува буквално Нобелова награда. Тој не само бенефициран стаж, туку и Нобелова награда. Да. Повод за ова ваше гостување е вечерашниот настап, само кусок како најава, стендап вечер со Александар Перишич и Никола Тодоровски. Александар Перишич оваа година влегува во втората декада со занимавање со стендап комедија, инаку станува збор за српски стендап комичар со многу настапи во сите бивши ју републики. Моментално го изведува своето one man show Комплександар и тематскиот стендап Кај бре. Да. Со колешката од Загреб Марина Острак настапувал на сите релевантни фестивали ширум регионот, а вечерва гостин во Скопје заедно со тебе, ти како домаќин. Вечерта ја отвора домаќинот Никола Тодоровски, за кој не е потребна посебна најава, дефинитивно најактивниот и највреден комичар кај нас. Зошто ве накитиле со волку епитети највреден и најактивен? Што значи тоа? Затоа што му ветив на организаторот дека ќе добие сместување во Охрид бесплатно, а сите ние знаеме какви сме охриѓани по тоа прашање, и му се виде многу инспиративно и реши да направи ваква бомбастична најава. Само со протекција, значи. Да, апсолутно. Инаку во пракса што значи тоа? Секој ден имате настап, представа? Буквално, значи, можам да кажам дека кога не настапувам, работам на нов материјал, се трудам да пишувам константно за да бидам во кондиција, затоа што стендап комедијата како уметност бара доста посветеност и подготовка, нели? Иако за време на настапите има доста момент на импровизација, интеракција со публиката, сепак потребна е подготовка. Во однос на настапите, годишно во просек некаде околу 150 на настапи мислам дека ги остварувам. Значи, секој втор ден? Значи, од прилика 3 пати неделно, со тоа што во летниот период во Охрид има поголема е публиката, доаѓаат луѓе од секаде. Од пред неколку години започнав да го организирам заедно со екипата од Охрид фестивал за комедија, Summer Comedy Marathon или летен маратон за комедија, и буквално тогаш имаме секојдневно настани. Исто така да не се заборави настаните, тоест представите во матичната театарска куќа, Народен театар Охрид. И таму се комедии доста. Често се комедии, има и сериозни представи, репертоарот мислам е стабилен, има за секој по нешто. Со оглед на тоа што сами го создавате сценариото и го пишувате текстот и го подготвувате сценариото, на што најмногу сака да се смее македонската публика? Дали сте успеале да ги детектирате оние точки кои најмногу ја засмејуваат публиката? Најексплозивно смеење се постигнува тогаш кога ќе обработува некоја тема, која зборувам за некоја тема која што е, така да речам, прилично болна за граѓаните, односно се она што ги тишти и што не може да
да го кажат јавно и гласно, кога ќе го слушнат во некоја форма на шега или на комедија, буквално е експлозивно е смеењето. Најчесто политичките теми, она што сите нели засега секојдневно. Исто така, апсолутно во последните 2 години кризата со пандемијата секако на сите, мислам, ни одзеде многу енергија, иако се трудам да го претворам сето тоа во една форма на комедија и да се насмееме на маките. На YouTube видов неколку ваши стендап настапи посветени на брачните односи. Да, тоа е една... ве инспирира, дали е тоа моментално, бидејќи сте вие млад фамилиарен, односно фамилиарен човек со мали деца, па црпите инспирација од сопственото искуство? Па пред да имам деца, буквално пријателите кои што веќе имаа ми велеа сега наспи се. Затоа што кога ќе дојде моментот да ги имаш децата, нема шанса да имаш време за себе и за спиење, и буквално и така се случи. И се шегував нели со утринската програма дека обично водителите на утринска велат дека понеделник е најтешкиот ден во седмицата. Јас не се согласувам со тоа затоа што сметам дека недела е најтешкиот ден во седмицата, поготово ако си родител, ако имаш деца. Ние буквално со сопругата секоја сабота навечер се молиме на Господ да ја укине недела, зашто недела си тотално посветен 100% на семејството и тоа знае некогаш да е исцрпувачки. Колку политика третирате во стендап настапите? Ова често го кажувам, се трудам да не им давам преголемо внимание на господата политичари, затоа што мислам дека дури и од повеќе ни го крадат етерот нам глумците и уметниците. Мислам дека камерите треба почесто да се свртени кон уметниците. Но ако тоа ја засмејува публиката? Тоа ја засмејува публиката, меѓутоа за жал многу често само за тоа зборуваме. Мислам буквално ако да земеме пример, ако треба да се оди на слава некаде, јас сум убеден статистички гледано дека 50% од муабетот ќе биде за тоа. Така да секако дека не смеат да се остават без коментар, затоа што на некој начин премногу се инспиративни за нас уметниците. Меѓутоа се трудам сето тоа да добие некоја квалитетна и уметничка форма, да не биде интерпретација на вестите. Има театар во политиката или повеќе политика во театарот? Како добри ли глумци се политичарите? Фразата која што обично се користи дека актерите во политичкиот свет, јас лично не ми е баш пријатна фраза, заради ова што го кажав пред малку, а инаку од искуство знам дека театралност има преголема, мислам, во парламентот и воопшто во политичката сцена. За жал, исто така, сите сме свесни дека исто така политиката ги има прилично длабоко вмешано прстите во театарската сфера. Ајде да видиме едно од твоите стендап настапи, кусо видео на YouTube, би ја замолил режијата да го погледнеме, не е за политика, туку за брачните односи. Ама жениве се специјални кои ќе се бремени. Нема такво нешто, стварно. О, да, ете, паталец. Не, стварно, кои ќе се во месечен циклус, тоа е играчка. 10 такви можам да издржам. Ама една бремена не знам, бога ми. Значи, јас не знајте ме да се грижам, да ја кажувам смешки по цели деној дома, ко ненормален. Ко папагал на екстазија. И ја оставам со една блажена насмевка, во едно расположение, супер, све погодено, идат моментот кај што мажов мора дојде на минута на мочање. И оиш ти, нели, да си завршиш работа, се враќаш, депресија жива, ваква. Шо е бе, Мило, сонце, Мило, диши. Шо, кажи, Миличко? Прочитам на интернет. Шо прочитам, Мило? Па, вика дека ако немаш мачнини во бременоста, детево не
И? Ба јас немам ниш дригнато, ни прнато 2 месеци. Ке ми оглупи детево. Ама ако немаш мачнини во бременоста, што е супер, фрли се во 7 месецот на трети да му се не види. Кој се родител гениалец, ако ништо друго, закон за гравитација ќе знае чуе. Абе, не знаете како и се обраќав поетски, море, луѓе златни, се да давам од себе, да се трескам од земја. О, жено на мојот живот, о Божице, нимфо, о музо моја, прекрасност, о ти, жено, дали сакаш да ти исцедам свеж сок од портокал? Престани да ми се дериш! Се извинувам, ваше височество, претерав, знам, импулсивен сум по карактер, следниот пат ќе се обратам писмено. Никола, како се снаоѓате по дома, фамилиарен човек со мали деца? Па Тешко е со сопругата и со и кога не е бремена или само кога е бремена? Ова што имаше публиката прилика да го види, да го чуе, е значи инспирирано од реални настани, меѓутоа секако за да биде добар стендап материјал треба тоа да се преработи до филува. Значи ние се шегуваме често со сопругата и на настапи ми велат дали не ми се лути за тоа што го зборувам. И на пријателите, мислам, пријателите знаат дека тоа сопругата за која што зборувам во стендап настаните не е реалната. Тоа е, значи, фиктивна личност, така да. Кога безбеден сум. Кога посладко се смеат луѓето, кога се смеат на сопствена сметка или сепак кога се смеат на туѓа? А кога се смеат на туѓа сметка им е секако полесно, затоа што се работи за некој друг. Меѓутоа, мислам дека здраво е да се шегуваме на своја сметка. Јас прво тоа се трудам да го правам, затоа што од таму натака тоа ми дава право да се шегувам и со останатите. Што е најсмешно кога доаѓа нешто што доаѓа од нашиот Охрид, од нашиот и ваш Охрид? Па, на почетокот спомнавме, познати сме по својата, така да речам, да не звучи грубо, клетост. Меѓутоа, охриѓани во последно време знаат да изненадат. Мислам дека мораме и ние да се адаптираме, да сме во чекор со времето и да станеме се погостопримливи и гостопримливи. Ке си дозволам по овој повод и еден пригоден виц во пресрет на новата година. Утрово го прочитав за охриѓани. Океј. Прашањето е што вели Дедо Мраз кога доаѓа во Охрид да донесе пакетчиња? Вели, ајде, кој сака да си купит ефтини пакетчиња? Со Т. Секако. Па прашањето е зошто охриѓани на секој збор ставаат Т на крајот? Зошто? Затоа што тоа е подписот на Охрид, мислам. Во вицот се приметвитли. Се приметвит, е така. Така, апсолутно. Вие се смеете на сопствена сметка? Се трудам, не секогаш кога сум во лошо расположение да не звучам како светец и како да сум секогаш над работите, зашто не е тоа така. Нормално сите имаме различен колорит на емоции. Се трудам отпосле, од како ќе помине ситуацијата заради која што сум се чувствувал непријатно, да ја свртам на своја сметка да се пошегувам. И мислам дека хуморот е единственото нешто кое што не ја одликува човечката природа, го нема во светот на животните, така да мислам дека здраво е да се обрне поголемо внимание, се почесто да го употребуваме како изразно средство. Кој од светските стендап комичари ве инспирира? Има неколку кои што од самиот почеток ми беа инспирација да почнам да се занимавам со ова. Можам да ги издвојам, класика Џорџ Карлин, Робин Вилијамс, од поновите Себастијан Манискалко и многу други. Зошто? Има некој посебен повод? Сатиричниот момент кај Џорџ Карлин и острината на изразот е тоа што ме инспирира.
кај Робин Вилијамс, затоа што како актер миксот помеѓу актерските вештини и хуморот на сцена е тоа што ме инспирира и секако енергичноста. Себастијан Манискалко, затоа што користи доста физички действија на сцената, нешто што можам да кажам дека е одлика и во моите стендап настапи. А од нашите стендап комичари во Македонија, кој може да ве насмее? Апсолутно сите со кои што досега сме соработувале, уживаме во соработката, можам слободно да ги издвојам Сашко Коцев, почнав да работам на почетокот со Маријан Ѓоргиевски, Весна Петрушевска и сите останати. Може ли во Македонија да се живее од глума? Или мора да се комбинира и стендап настапи и нешто плюс за да се живее достоинствено? Основата на ова што го работам секако дека не е главната причина финансискиот бенефит, секако мора да постои тој за да се нарекува нештото професија, за кругот да е затворен. Инаку е хоби. Во Македонија јас долго време разговарам и со сопругата и со колегите на оваа тема. За жал не постои некој висок репер се уште, нешто што може да ни биде нам актерите како еден вид, нешто како сон и како недостижно, за ние кога ќе го достигнеме тоа веќе да има сериозен статус. За жал се уште актерите, мислам во однос на финансии, секако живеат, мислам дека живеат еден живот кој што не би требало да е таков. Секако дека, мислам, општеството наше треба да се развива понатаму, нормално дека и во другите професии треба да се оди напред, но мислам дека кај нас во држава се уште не постои, не го гледаат актерот како нешто што е мит. Го гледаат како нешто, добро, што работиш глумец? Па добро. Дали е сон на секој актер игран филм, серија? Секако секој голем проект е мислам задоволство и инспирација и провокација за секој од актерите. Се надевам дека работите и на тоа поле ќе почнат да се развиваат. Еве имавме нели присуство и на Оскарите и се надевам дека ќе се движат работите во тој правец. Јас лично се уште во игран филм не сум имал прилика да учествувам, се надевам дека тоа наскоро ќе се смени. Така, и на крај за Матичниот театар во Охрид, кои представи се играат таму, се подготвува ли нешто ново, која е динамиката на репертоарот? Во принцип играме представи еднаш неделно, моментално на репертоарот се две представи, представата Сопружници од Вуди Ален и представата Крик за љубов од Жозиен Баласко, француска комедија, исто така многу добра. Сите кои што немале прилика да ги погледнат представите, ги поканувам да дојдат во театар. Бидејќи сте фокусиран на стендап настапите, дали би преминале ако добиете понуда од театарот комедија во Скопје? Бидејќи вака сте на релација во Скопје. Пред известно време имав понуда за таков чекор да се направи, меѓутоа веќе се навикнав да живеам во спокојноста на милиот и сакан Охрид. Во Скопје не е така? Во Скопје секако дека е поголема гужвата, подинамично е, проблемот околу паркинг е секојдневие. Во Охрид единствено е дека е скап паркингот, инаку го има. И за кечињата нема место. За автомобилиот. Апсолутно. Никола, ви благодарам за учеството во утринската програма. Извинете што ве разбудивме рано, иако ви представува тоа напор. Велите кармата ве стигна, а ви посакувам многу насмеана публика и успешни представи. И да снимите игран филм. Фала ви за поканата, се надевам дека пак ќе се видиме. Така е, ве чекаме во некоја наредна пригода, по некој нареден повод.